Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите. Well, in the fall, I'm going to be releasing a book. It's going to look like this. It's called Healing the Soul of a Woman. But now, guys, I appreciate you being here. All these same principles work for you. You can get this book and tape over the WO. И тоа ќе делува исто толку добро и за тебе. Веројатно повеќе жени имаат ранети души заради нашите емоции по природа, но луѓе, дозволете да ви кажам нешто. Ако вие не сте ранети, можеби се справувате со некој кој е ранет и ќе биде доста полезно за вас да можете да ги разберете малку подобро. Затоа што луѓе кои шетаат наоколу, изгледајќи во ред од надвор, но имаат ранети души, може да се тешки за справување. Но проблемот е што тие мислат дека немаат проблем. Тие мислат дека ти имаш проблем. Амин. Што е ранета душа? Како прво, сакам да почнем со тоа што ќе споделам една случка за мене која се случи во Албаквер, каде што сме денес. Пред 56 години, мојот прв маж ме напушти во овој град во Албаквер, Ново Мексико. Јас бев сексуално злоупотребувана од мојот татко со години и секогаш се чувствував дека никој нема да ме посакува или да ме сака. И така првиот младич кој ми посвети внимание, јас го зграбчив затоа што мислев дека никогаш не би имала никој. Длабоко во себе знаев дека тоа не е правото нешто, но очени луѓе прават очени нешта и очени луѓе прават глупави нешта. Амин. Така ние стапивме во брак. Јас бев 18, мислам дека тој беше 19. Тој беше продавач на употребувани автомобили и во тоа време би плаќале ако, например, некој би сакал специфичен автомобил. И ако таков би постоел во Сент Луис или било каде, делерите плаќаа некоја таму да го вози автомобилот до овде. И така тоа беше еден од начините на кои што заработувавме. Тој возеше до различни места. Планот беше тој да ги вози автомобилите до овде, потоа ќе работи во продавницата за автомобили, јас да најдам работа и ние ќе живееме среќно до крајот на животот. Така ние се сместивме во мотел, не знам точно каде е. Јас најдов работа во близина до каде можев да пешечам во некаква канцеларија. И така јас работев во канцеларија, а тој одеше на работа. Мислам дека еден пријател дојде со нас, еден негов пријател. Да скратам, потоа не знам, можеби 10 дена, не повеќе. Тој едноставно не се врати. Тој едноставно замина еден ден и не се врати сега. Јас бев во брак со овој човек 5 години, но тоа беше сосема лудо патување. Тој ми го направи истото еднаш претходно во Оукланд, Калифорнија. Јас бев таму, имав конференции, мислам дека е интересно дека пред 56 години јас бев напуштена во овој град сосема сама. Немав пари ниту за да се вратам до дома. Морав да се јавам на пријателка и да поземам $75 за автобуска карта. Не можеше да земеш со себе многу нешта во автобусот, па нештата што ги имав, кои не беа многу. Се сеќавам, имав некои јоргани што баба ми ги имаше направено. Јас морав да ги оставам многу од тие нешта овде. Бев толку понижена и осамена и се чувствував толку безнадежно колку што би можел некој да се чувствува во тоа време. 18 години. Само што избегав од насилен татко. Сега се зедов со овој тип кој веќе покажува знаци дека нема да биде многу подобар од она што го имав претходно. И еве ме сега, после 56 години, во сала полна со луѓе кои доаѓаат да ме слушнат како зборувам и јас сакам
Причината зошто ви го кажувам ова е за да ви дадам надеж дека вие можеби сте на најниското ниво во вашиот живот токму сега. Можеби имате премногу болка. Можеби вашиот маж или жена ве напуштиле. Оние од вас кои гледате дома преку телевизија, можеби се чувствувате како целиот ваш живот да завршил, а не сваќате дека можеби токму сега почнува. И дозволете да ви го кажам ова. Ти немаш идеја какви прекрасни нешта Бог испланирал за тебе. Но не можеш да се шеташ наоколу ранет целиот твој живот и да ги изливаш тие рани на другите луѓе, а истовремено да го имаш животот кој Бог го замислил за тебе. Па ако се наоѓате во таа категорија на ранети души, за кои што јас мислам дека денес тоа е голем дел од нашето општество, скоро сите се ранети на некој начин, вид или форма. Тоа сакам да донесете одлука дека денес е време да се научите како да го живеете животот за кој Исус умре да го имате. Да ги оставите нештата кои поминале, да почнете свежи и да побарате Бог да зеде се што некогаш ви било сторено вам, што било неправедно или неморално, и некако да го надминете тоа за ваше добро и да го направите во нешто што всушност може да им помогне на другите. Дали некој е спремен на тоа денес? Добро, значи знаете дека ние сме дух, имаме душа и живееме во тело. Вие го гледате моето тело, но искрено, вие не гледате која сум вистинската јас. Јас ве гледам вас, го гледам вашето тело. Само затоа што имате насмевка на лицето, тоа не значи дека сте среќни. Само затоа што изгледате добро однадвор. Знаете, ние стануваме толку добри во преправање и ние сме доста добри во тоа да направиме, сите да мислат дека имаме се под контрола. Ке ви кажам, сите ние шетаме околу стотици илјади луѓе кои буквално се распаѓаат однатре. И тие пробуваат да надоместат за тоа со тоа што ќе добијат нешто однадвор. Ние мислиме дека нам ни е потребно повеќе од ова или унапредување на работа или поголема куќа, поголем автомобил. Треба да сме во брак или ние сме во брак и не ни е потребен брак или знаете што и да е. Секогаш постои нешто, секогаш е нешто друго. Но она што навистина ни е потребно, наедноставно што можам да го кажам, ова е. Луѓето едноставно сакаат да бидат среќни. Мислам, навистина, искрено, во мир и среќни. Библијата вели дека Царството Божјо не е она што го јадеш или пиеш, за кое што навистина зборува. Можеме да речеме, Царството Божјо не се предмети. Не е она што го поседуваш, куќата во која живееш. Тоа е правда, мир и радост во Светиот Дух. А така Бог не ни нуди совршен надворешен живот. Така имаш проблем исто како што другите луѓе во светот имаат проблеми. Ки имаш испити и немири. Ки имаш нешто со кое што треба да се справиш, со кое не сакаш да се справиш. Но оно што тој ти го нуди е да си исправен пред него. Колку би било прекрасно да не мораш постојано да се чувствуваш погрешно за себе си. Мислам, откако бев злоупотребуван од татко ми, јас поминав години со снимка која повторуваше во мојата глава. Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Што е погрешно со мене? Дали некој друг ја има слушнато таа снимка? Мислам, ѓаволот има продадено милиони копии од таа снимка на повеќето од нас. Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Што е погрешно со мене? Потоа другите луѓе би рекле, што не е во ред со тебе? Што не е во ред со тебе? И знаете, толку е прекрасно сега кога знам дека јас сум очистен од Бог преку крвта на Исус Христос. И дека јас можам да бидам од кај себе си, не против себе. Не, навистина ја сакаме праведноста и таа мора да дојде права. Правилна врска со Бог треба да постои уште пред да имаш мир и мораш да имаш мир пред да имаш радост. И можам да ви кажам, без разлика, што и да сте мислеле дека сакате кога сте дошле овде, или сте мислеле дека нешто ви треба за да бидете среќни, ако тоа е поразлично од тие три нешта, тогаш вашето мислење е погрешно.
Затоа што навистина не е битно колку пари имаш ако си мизерен. Не е битно колку голема куќа имаш ако немаш мир. Не е битно, мислам, можеш да бидеш директор на 5 компании, но ако се мразиш себе си, тогаш што поседуваш? Оно што навистина треба да го сакаме е нашата внатрешност, нашата душа, да бидеме здрави и целосни. Ви имате крвно право да поседувате добра врска со себе си. И се надам дека пред денот да заврши, ќе одлучите да станете свој најдобар другар наместо најомрзениот непријател. Амин. Треба да бидете пријател со себе си. Ако си добар пријател на себе си, тогаш лесно ќе го надминеш туѓото мислење. Значи, ние сме дух, ние имаме душа и живееме во тело. Нашето тело постепено се распаѓа, секој ден. Еден ден повторно ќе се врати во пепел и прав. За среќа, ние ќе добиеме прославено тело. Сигурен сум дека тоа ќе се чувствува прекрасно. А нашата душа и дух се оние кои ќе продолжат и истраат вечно. Искрено, ако сте новородени, се што е во вашиот дух е добро. Мислам, Бог требал да го поправи тоа пред да дојде да живее во тебе. Тој сушност морал да те направи свет во најдлабокиот дел од твоето постојање, за да може да престои во таму, затоа што тој не може да престои во онаму каде што не е свето. Така целата работа која се одвива сега, целото ова патување на кое се наоѓаме, за кое Исус го испрати Светиот Дух да ни помогне да го поминеме, е за да го добиеме она што е во нашиот дух, преку нашата душа, задлабочено во нашата душа, знаењето кои сме во Христос, знаењето дека сме сакани, љубовта спрема другите и сите тие прекрасни плодови на Светиот Дух. Љубов, радост, мир, трпение, добрина, милостина. Сите прекрасни и звонредни нешта кои Бог вложил во нас за време на новото раѓање. Сега сваќаме зошто Библијата вели: ако некој човек е во Христа, тој е ново создание. Старото помина и ете, се стана ново. Тоа не значи дека вие ќе изгледате поразлично кога ќе се погледнете во огледало, и тоа не значи дека вашата душа е обновена веднаш, но тоа значи дека се во вашиот дух, сега вие имате семе. Сите речете семе. Сега вие имате семе внатре во вас за се што некогаш можеби ќе ви треба, за да го имате најдобриот живот што некогаш можете да го имате. Па така како што го наводнуваме тоа семе со Божиот збор. Не знам дали воопшто сваќате каква услуга сте си направиле себе си со тоа што сте дошле овде оваа сабота и го правите ова што го правите сега. Затоа што она што ќе го слушнете денес, ако дозволите, може да ви го промени животот. А тоа е поскапоцено од што и да купите за себе си, или било каква журка на која би биле, или состанок со било кого, кој мислите дека е битен. Да поседувате исцелена душа, која е справена однатре. Имањето мир и радост се едни од најскапоцените нешта кои било кога би можеле да ги имате, и токму тоа му недостига на нашиот свет. Јас го поминав ова патување и се уште донесувам одлуки секојдневно, и затоа ова ме квалификува не само како учител на Словото, затоа што јас го поминав ова и го искусив, за да ви кажам дека нема ѓавол во пеколот доволно голем за да ве спречи од најдоброто кое Бог го има подготвено за вас. Ако вие сте решени да го имате тоа, најдобро е кога го направите вашиот дел. Аз сакам да донесете одлука денес дека нема да го живеете вашиот живот ранети и скршени. Амин. И нема да го живеете вашиот живот со товар на рамењата само затоа што сте имале лош почеток и се сожалувате себе си, затоа што не сте ги добиле сите нешта кои сите други ги добиле. Како прво, ние мора да научиме денес дека без разлика како сте стигнале до таму каде што сте сега, ајде само да кажеме дека ниту една од тие нешта не е ваша вина, што најверојатно не е точно. Но ајде да кажеме дека ништо од тоа не е ваша вина, дека вие животот кој го имате сега, хаосот во кој се наоѓате, се е заради нештата кои ти ги направиле другите. Мене ми е жал за тоа, но чекор број 1 кон целост е токму сега, денес,
Вие мора да имате 100% одговорност за вашиот живот и за тоа каде сте. Може би не е ваша вина што сте стигнале до овде, но вие сте единствените кои можете да соработувате со Бог за вашиот живот, за да ве извади од тоа и да ве доведе до местото каде што Бог сака да бидете. Денес ние се откажуваме од секакви обвинувања. Сето самосожалување, кутриот јас. Ке се отстраниме од сите, само ако не бев силувана, само ако не бев во брак со тој тип, само ако не бев родена во такво чудно дисфункционално семејство, само ако имав шанса повеќе да се едуцирам, само ако, дозволете да ви кажам нешто. Има 2 мали зборчиња во Библијата кои навистина ми се допаѓаат и тие се: но Бог. Браќата на Јосиф го мразеа него. Тие го продале во робство. Тој поминал 13 години во затвор за нешто што не направил. Мислам, еве човек кој изгледа како постојано се обидува да ги прави правилните нешта и секој момент кога се заврати тој е турнет на земја. Но Библијата вели во Дела апостолски дека иако неговите браќа го мразел, иако толку многу лоши нешта му се случиле, вели: но Бог беше со него и тој беше омилен каде и да отидеше. Дали вие се наоѓате таму? Сакам да ви кажам дека без разлика што и да ти се случило, вие имате крај денес. Знаете зошто? Затоа што Бог е на ваша страна. Ако Бог е со мене, кој може да е против мене? Ако Бог е на моја страна, од кого да се плашам? Јас сум еден пример, само еден. И сигурно сум дека постојат многу други во оваа сала. Еден пример од тоа што Бог може да направи со целосно скршена, уништена и навидно безнадежна ситуација, ако само ти му дозволиш да влезе и сите речете и вие ќе почнете да учите што Бог сака да правите и правете го тоа. Можете да имате се во вашата Библија повлечена во 3 различни бои. Но тоа не ви донесува ништо добро да знаете нешто ако не го правите оно што знаете дека треба да го правите. И Светиот Дух ни е даден нам затоа што сите ние сме различни. Сите ќе почувствуваме исцеление на различен начин. Светиот Дух е единствениот кој знае кое е правото време за да се справиме и со кои проблеми во нашиот живот. Ако ние дозволиме да не води Светиот Дух, тој ќе ни покаже чекор по чекор. Ако го почнете ова патување, можеби ќе треба исто така да донесете одлука дека ќе научите како да чекате, затоа што тоа нема да се случи преку ноќ. Всушност, јас се уште сум во процесот на исцеление. Јас се уште учам некои нешта секојдневно и според тоа што пишува во Библијата, тоа ќе продолжи да се случува се до денот кога Исус ќе дојде да не земе. Ние треба да бидеме ученици цел живот. Твојата душа е тој таен дел од тебе. Тој внатрешен живот кој само ти и Бог навистина го познавате. Вашата душа е вашиот ум, вашата волја и вашите емоции. Таа ви кажува за што да размислувате, што сакате и како се чувствувате. Ние зборуваме за нашата душа доста често, верували или не. Слушате како луѓето најмногу од се зборуваат за тоа што сакаат, што мислат и како се чувствуваат. Јас сакам, јас мислам, јас се чувствувам, јас сакам, јас мислам, јас се чувствувам. И ако тој дел од нас е ранет, а ние дозволиме да продолжи во нашите животи, ние сме во сериозна неволја, бидејќи кога ти си ранет, тогаш ти не размислуваш правилно и не се чувствуваш правилно.
И не го сакаш она што е правилно. Можете да бидете повредени и се што посакувате е одмазда, додека тоа е една од најлошите работи. Што би можеле да си го поминете животот работејќи затоа што никогаш нема да ви го даде она што мислите дека го сакате. Затоа што она што вие го сакате е праведност, мир и радост, а тоа можете да го добиете само од Бог. Па ако вашата душа е ранета од злоупотреба, неправедно однесување, отфрлање, срам, вина и други болни нешта, и ако ти се немаш справено со тие нешта, тогаш ти не функционираш на здрав, нормален начин. Може би не го забележуваш тоа. Но веројатно сте како мене. Си мислите дека сите останати имаат нешто што не е во ред со нив. О, да, токму тоа го мислиме. Тоа е твојот проблем. Веројатно сте ме слушнале како го кажувам ова, но сепак тоа се уште ме воодушевува. Се сеќавам еден ден кога се молев за Дејв да се промени. Боже, ти мора да го промениш Дејв. Јас не можам да живеам со овој човек вака. Мораш да го промениш, Боже. Справи се со него, промени го. И еден ден, јас бев во доста длабока молитва за тоа Бог да го промени Дејв и го слушнав Господовиот шепот. Проблемот не е во Дејв. Но тоа навистина тоа ме збуни затоа што ако не беше во Дејв, не можам да замислам кој би бил. Мислам, погледнете ме, ви велам, немав идеја. Јас мислев дека кога излегов од куќата на татко ми дека избегав од проблемот. Гледате, вие можете да избегате од проблемот физички, но го носите со вас во вашата душа. И така вие се уште го имате во вас, со додека не се справите со него. Вашите тајни ќе ве разболат. Па, јас ве охрабрувам да донесете одлука денес дека нема да го живеете вашиот живот ранети. Наместо тоа, изберете да го живеете животот за кој Христос умре да го имате. Оставете ги нештата кои се во минатото и почнете од почеток. Побарајте од Бог да ги земе сите неправедни нешта кои ви биле направени и справете се со нив за ваше добро. Дозволете му тој да ги сврти тие нешта во нешто кое можете да го употребите за да им помогнете на другите.